Не се исклучува можноста случајот за модуларната во Тетово повторно да биде отворен и до основното јавно обвинителство да бидат доставени нови докази, посочи премиерот Христијан Мицковски, откако обвинителството веќе го затвори овој случај кој предизвика реакции во јавноста. Мицковски денеска со порака до опозицијата дека истата таа која го критикуваше судството и обвинителството сега го фалат, но вели предметот секогаш може да биде отворен со нови докази и распределен кај нов обвинител. Живи гореа 14 луѓе во модуларната болница во Тетово. За жал, обвинителот кој што е во заминување, бидејќи веќе од тоа што сум информиран е распишан оглас за избор на нов обвинител во основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал. Предпоставувам своите должничко-доверителски односи кон претходната влада одлучува да до крај ги испорача, но сакам да знае јавноста дека ова не е политичка амнестија од страна на тој обвинител кон поранешните негови наредбодавци, бидејќи секогаш може да се појават нови детали кои што се поврзани со овој процес и секогаш овој процес може повторно да стане актуелен и да практично пред јавноста се покрене од самиот почеток. И политичката партија Левица преку соопштение реагира на одлуката на обвинителството да го затвори предметот за набавка и поставувањето на модуларните болници, оценувајќи дека трагедијата во Тетово повторно ја отвара темата за институционалната неказнивост и политичка одговорност. Од партијата велат дека 5 години по пожарот во модуларната болница во Тетово, во кој животот го загубија 14 лица, јавноста се уште нема одговорност на ниво на политичкиот бизнис. 14 луѓе загинаа, 5 години поминаа, 3 обвинители го менуваа предметот, 2 влади се сменија, а политичкиот бизнис врв повторно излегува без правен товар во целата приказна. Но ова пак возвратија денеска од Бихачка, каде бараат од Мицковски да се извини за изнесените, како што велат, лаги и обвинувања по одлуката на обвинителството за затварање на предметот за набавка на модуларните болници, нагласувајќи дека институцијата јасно утврдила дека нема злоупотреба на службена должност и нема штета на буџетот и дека со тоа обвинителството само ја потврдува вистината за работењето. Затоа сега барам организираната криминална група ВМРО да се извини. Не мене да ми се извини. Да се извини криминалната група и Христијан Мицковски да се извини на семејствата на загинатите. Затоа што 5 години си поигруваат со нивните чувства, со нивните емоции и со нивната жал. После следните избори доаѓа правдата во Македонија и Христијан Мицковски и криминалната група за се што прават. Овие изминати 2 години ќе одговараат. Основното јавно обвинителство за гонење организиран криминал и корупција ја затвори истрагата за јавните набавки поврзани со изградбата на 19 модуларни болници во земјата, оценувајќи дека не постојат основи за сомнение за злоупотреба на службена положба и овластување или за друго кривично дело кое се гони по службена должност. Предметот беше отворен на 10 септември 2021 година, непосредно по пожарот во ковид центарот во Тетово, во кој животот го загубија 14 лица.